Добар ден, драги гледачи. Поздрав од Златко Калински И колегата на Златко Калински, Бранко Чупевски, новинарот во Македонска телевизија. поздрав и за нашиот гостин, Благоја Милевски, селекторот на македонската фудбалска репрезентација. Добро дојдовте во емисијата која што туку го отвора серијалот посветен на светското првенство. Благодарен си до вас што ми овозможивте да бидам дел од вашиот проект. Драги гледачи, светското првенство е на прагот, спортска магија со која ќе биде обземен светот. 16 дена остануваат до моментот кога Катар ќе го гледаме низ призма на вжештената Бубамара или Ал Рила, името на топката, збор кој на арапски значи патопис или патување. 22-то мундијалско патешествие ќе трае од 20 ноември до 17 декември, кога светот ќе го дознае името на владетелот во наредните 4 години. Од денеска вие ќе можете да бидете со нашиот серијал "Тоа е фудбалот", подпомогнат од Златна копачка. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодок, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Освен што задоволството да се биде дел од еден ваков подкаст на колегата Златко Калински е огромно, да ве потсетиме да направите и subscribe на YouTube каналот каде што ќе може да ја гледате оваа емисија со наслов "Тоа е фудбалот". Во овој серијал, според најавеното, ќе има содржини кои што ќе бидат поврзани со светското првенство, ќе има содржини кои што ќе бидат поврзани со сите настани околу светското првенство и можам само да констатирам во моје име дека ми е голема чест што можам да бидам дел од еден ваков грандиозен проект и што со мојот поранешен колегата Златко Калински, повторно сме заедно на исто место од оној од кого учевме ние помладите, а и се разбира, честа е уште поголема што можам да разговарам, да бидам дел од еден општ разговор за фудбалот со нашиот селектор Благоја Милевски. Милевски, Палермо и Лисабон носталгично ќе ги споменуваме и ништо друго не ни преостанува, освен да уживаме во она што ни предстои. Секако дека не знам, уште денеска некако ми е тие два момента некако не горчина, али некоја разочараност спортска што за жал нема да бидеме дел од тоа светско првенство во престојаното во Катар. Поготоа што и тие два надпревари ги одигравме на тој начин како што ги одигравме. Посебно јас морам да го истакнам вториот надпревар против Португалија, на кој што на вистина бевме не на висина на она што се очекуваше од нас, него многу над тоа. И уште еднашка стварно имам некоја така као грудка се уште во мене, затоа што момците покажа дека може да се надеваме на иден пласман на уште на европско или светско првенство. Селекторе велат дека на грешките се учи, ние одиме по потешкиот пат, учиме на своите грешки, меѓутоа вие сте првиот што го почувствувавте, што ја почувствувате магијата на едно големо надпреварење со младата селекција. Тоа беше еден позитивен шок за Македонија. Потоа дел од таа селекција беше дел од селекцијата која што сега вие предводите, која што претходно играше на сениорското фудбалско надпреварување под капата на УЕФА и сега имавме голема, огромна шанса да се пласираме на еден мундијал. Низ една ретроспектива на овие три поврзани настани во овој краток период фудбалски, ќе кажеме за нас, дали ќе беше круна на оваа селекција победа една во таа Португалија? Круна како круна секако да, но никако дека треба да застанеме тука или да се осеќа некоја разочараност кај целокупната наша јавност, па и кај нас спортските работници, фудбалските работници, затоа што
Овој проект започна на 2014 година со младата репрезентација. Преку пласмана на тоа за прв пат во нашата историја на Европското првенство во Полска 2016-2017 и поголемиот дел од тие момци се уште дел од репрезентацијата која веќе настапи на и сениорското европско првенство. Ја би се осврнал и би го истакнал не само бараш надпревар со Италија и подоцна со Португалија, него целите квалификации за ова светско првенство, кои момците ги одиграа на феноменален начин. Штета, стварно штета да иако извојувате победа против актуелниот европски шампион у тој еден бараш надпревар, не е доволен, нели, да не беше доволен за пласмана и на светско првенство, него не очекуваше уште еден врвен противник, вицеш, нели, претходно, нели, европски првак, и стварно штета што ни се погодија таков тип на противници за вие што истакна некоја круна на сето ова што ни се случуваше во изминатите 5-6 години да се заокружи и не застануваме тука, нема никакво разочарување, но идеме понатака, но сето она што ни следи сега и после тие бараш надпревари е нормално и некоја си смена, не би рекол класична смена на генерации, но освежување на тимот, што е нормално и природно да дојде после такви одиграни квалификации, таков вид на бараш надпревари и мора некои работи да ги менуваме, нели, што се Неодамна деновиве го почувствувавте мирисот на поднебието каде што ќе се одржува светското првенство. Дали сметате дека ќе биде многу различно од сите светски првенства досега во тој поглед, како амбиент, како климатски услови? Дали очекувате дека актерите на тоа светско првенство ќе се чувствуваат како да играат на некоја друга планета? Мислам да. Само да подсетам дека Македонија гостуваше неодамна во Саудиска Арабија и одигравте еден тренинг надпревар, што се вели од затворен тип и можевте да го почувствувате тоа поднебие. Кога дојде понудата од Саудиска Арабија за еден таков контролен тренинг надпревар, кој беше вон FIFA терминот, не се двоумев ни малку. Сакав баш од тој аспект да го и почувствуваме тој тип на превари, со таков противник, на такви климатски услови, за да го осетат и играчите на некој начин сето она што ќе престои сега, иако можеме да сметаме само на играчи кои настапуваат во домашното првенство, тоа не ми беше ни малку проблем, затоа што верувам дека и момците го докажаа тоа, дека имаме талент, имаме потенцијал, иако ни е таква лигата како што ние, имаме играчи кои може да бидат конкурентни и во тие рамки. Знаеме дека Саудиска Арабија е учесник на светското првенство, знаеме дека на последните 8 светски првенства се учесници на 6. Знаеме дека завршија први во својата група со Кина, со Јапонија, Австралија одигра феноменален надпревар, но на страна сето тоа, секој чест за нив, но и секој чест на нашите момци што покажаа дека и со таков тип на противник може да се носат и го покажаа својот потенцијал дека несомнено го имаме и кај нас. Ако Македонија беше на светското првенство, како ќе ги спроведевте подготовките? Како ќе се подготвувавте за овие услови што владеат? Тука мислам дека сите репрезентации кои не се навикнати на такви климатски услови ќе имаат проблем на адаптација,
затоа што воек се сите првенства во Европа, воек се надпреварите од Лига Европа, конференцијски лиги, Лигата на шампионите и нема да имаат ни една репрезентација од европска доволен број на денови или период за аклиматизација на тие услови. Мислам дека од тој аспект ќе се соочат со еден вид на проблем, но од друга страна сум повеќе од сигурен дека домаќинот ќе овозможи повеќе од нормални наводници услови за игра, услови за тренинг и за полесно адаптирање на сите учеснички на светското првенство. Ова е прво светско првенство што доаѓа на средината на една сезона и клубовите остро протестираа кога Катар ја доби организацијата и кога се дозна дека ќе се игра шампионатот среде година, односно среде сезона, среде фудбалска година. Според вас тоа е предност или е негативен момент за играчите затоа што знаеме дека тоа е некој период кога во клубовите тие се во некоја врвна форма и може да го дадат максимумот. Може ли сега да го видиме недобриот фудбал што сме го гледале на едно светско првенство? Мислам дека Иако мундијалот е инспирација сам по себе, рака на срце за секој што е таму, меѓутоа сега се згора на тоа и во вистинска, во врвна форма на се преварувачка. сложувам апсолутно со вас и мислам дека имаме сите предуслови од таа гледна точка да гледаме врвен фудбал, затоа што како што напоменавте дека сите се наоѓаат, би требало да се наоѓаат во фул надпреварувачка форма, сосема е поинако да ги спремате, подготвувате и надпреварувачки, и психолошки, и физички, ако се играше како што се игра во јуни-јули месец, каде што веќе се они телата им се уморни од напорните сезони, време за одмори, за тоа ни се случи и нас сега пред Лигата на нации, во тој период за 12 дена, за 10 дена требаше одигравме 4 надпревари, а им доаѓа период за одмор на фудбалерите. Така да мислам дека од аспект на фудбалска гледна точка може да очекуваме можеби и најдобар мундијал до сега. И телото и умот ќе бидат присутни на терен. Све фул. Можеме сега да протрчаме малку низ групите со нашиот селектор, да се подсетиме на она што ќе се на случува, групите. на она што ќе не очекува на мундијалот ќе почне злото. А група Катар, Еквадор, Сенегал, Холандија. Првите две репрезентации одат во нокаут фаза. Мислам дека Холандија како фаворит не би го исклучувал домаќинот никако и мислам дека ќе биде доста изедначена борбата за тоа второ место меѓу тие. Интересна група е што од 4 различни континенти се екипите. Групата Б е сега уште поинтересна, зошто? Затоа што има еден изразит фаворит, една екипа која што е голема од рангот на врвните елитните репрезентации, тоа е селекцијата на Англија и сега се тука Минското поле, Иран, САД и Велс, кои што се навидум не се конкурентни, меѓутоа понесени инспирацијата и од моментот факторот изненадување може да бидат и Dark Horse, како што сакаат да кажат англичаните, нели оние од позади на убиците на фаворитите. Секако тука дека Англија би требало да биде фаворит, но Велс посебно на тие барачни надпревари покажа дека и како е квалитетен тим, како репрезентација. Секако Иран има значителни и позитивни резултати у последните години. Мислам дека тие две репрезентации со Англија ќе се борат за. Значи американците ќе ни оставиме кошарката и НФЛ и бейсболот. Па во моментов без да ги навредиме, али мислам дека се зад овие три репрезентации. С група Аргентина, Саудиска Арабија, Мексико, Полска. Еден апсолутен фаворит. Не знам, денешно време фаворитите се повеќе Минско поле, нели? Ако се ослоним на таа фаворитска улога, ја тука не можам да не ја спомнам и нашиот надпревар со Италија, така да
ако влезете во надпревар како апсолутен фаворит, ќе имате проблем. Добре, Аргентина мислам дека од поодамна немала толку квалитетна репрезентација според имињата. И последно светско за Меси. Играчки да. Веќе повеќе години наназад они играчки се и како силни, но нешто очигледно и фали како тим да функционираат. Можеби, што кажа и вашиот колега, дека последно светско првенство нели за Меси, барем така се најавува, да. така изјави или се најавува, можеби додатна инспирација, па ќе оправдаа таа фаворитска улога. Секако останатите репрезентации, да се разберем, нема слаба репрезентација. Да. Чим е патник или учесник на едно светско првенство на ваков собир, мора да има квалитет достоен за еден таков собир и секако квалитет за да се најде така. Сега групата Д, Франција, актуелниот светски шампион, ќе игра со Австралија, со Данска и со Тунис. Данска покажа на последниот континентален собир дека е силна репрезентација. Австралија знаела да одигра фудбал и тоа колку квалитетен. Тунис никако не е селекција која што треба да се потцени. Најмногу треба да се внимава на оние кои што не ги познаваме. Тоа е во животот така, па така и во фудбалот. Дали сега тука французите се изразити фаворити за освојување на првата позиција? Во оваа група мислам дека се да. Можеби за мене и еден од фаворитите и за освојување на светското првенство според играчкиот кадар, според функционалноста како функционираат како тим. Мислам дека се едни од трите главни фаворити за титул според мене. Група Шпанија, Коста-Рика, Германија, Јапонија. Два европски гиганти, Шпанија и Германија. Мислам дека се тие сигурни, според мене. Германија ќе ја научи лекцијата веројатно од Русија кога испадна уште во групна фаза. Мислам дека тој момент го помина више, повеќе поготово со новиот селектор, со начин на кој што ги одигра квалификациите и пак е повторно според она што го одигра и против Македонија, мислам дека тука се фаворити заедно со шпанците. Да. Група Ф, по абецедата, по азбучен ред, наредени Белгија, Канада, Хрватска, Мароко. Тука исто така две силни европски репрезентации, меѓутоа хрватите во контактите со нашите колеги од таму, од Загреб и од Хрватска, многу се плашат од Канада. Може ли канаѓаните можат ли да изненадат во оваа група? Според она што го покажа во целиот циклус на квалификации, па и порано, дека и со право се плашат, затоа што се работи за извонредна репрезентација. Тука не би исклучил ни репрезентацијата на Мароко, кој има и индивидуални квалитети и тимски. И мислам дека оваа група е една и можеби од најзначените потешките. Сега по една реченица само за фаворитите. Белгија е постојано фаворит од сенка, фаворит од втор план, никако да излезе индивидуалниот квалитет да се укомпонира, да се добие она нотно писмо како што би сакале белгиците да го слушнат и да го видат во фудбалски, нели, преточено во фудбалската игра, никако не можат квалитетот да излезе на виделина на индивидуалците во тимската игра. Не знам, стварно е малце пеколна генерација има. Длабока тема за анализа, што им фали и зошто е тоа така. Несомнено дека се и на UEFA ранкинг листата се со години, па мислам дека 4-5 во врвот по топ 30. За Хрватска знаеме дека од секогаш имале индивидуални квалитети. Дали ќе биде проблемот со хрватите, можеби балканскиот синдром, иако тие одскокнуваат од балканскиот менталитет, нели потешко е да го одбраниш она што си го постигнал отколку да стигнеш до некаде. Тие беа во финалето, сега дали ќе им биде притисок тоа? Па мислам дека не. Мислам дека играчите кои настапуваат за хрватската репрезентација се долги години во топ
5 лигите, во топ 5 клубови во Европа играат, така да мислам тој Заборавиле што е балкански менталитет. Точно. Така Да, се победија во група во Лигата на нации, ќе играат Сега. на Final Four, Сега две победи на Данска. на такви репрезентации кои што се несу Ја баш добија до Франција. Лигата на нации Да. и ја спомнавте, за разлика од нив Франција имаше катастрофални резултати у Лигата на и Англија исто. Англија испадна, да не знам. Англија испадна и таа Лига на нации морате да имате ростер од 40 минимум 40 40 би играчи. рекол и 50 играчи на врвно ниво, за да ги прекатат тие врвни резултати и во квалификации, евроквалификации и за светско и во Лигата на нации. Што се несу до резултати како нашата, тука мора да направите некој баланс и некој таргет каде да ја спуштите формата на репрезентацијата или на репрезентативната форма на играчите, а каде да пробате да ја подигнете. Да, инаку Белгија бронза од последното светско првенство, а тоа не е малку. Па добро, никако на тронот, таму каде што А, сакаат да се видат. тоа е. Белгиците се научени да владеат, само во фудбалот не можат да завладеат. Очигледно им фали нешто и на нив и на аргентинците. Да. Добро, Г група Бразил, Србија, Швајцарија, Камерун. Офлеле мајко. Може би втора најизедначена група Пекол ќе биде. тука. Со три репрезентации од претходното светско првенство Бразил, Србија и Швајцарија со нерасчистени сметки. Кој ќе се впушти во некои проценки и прогнози, мислам дека е неблагодарно според имињата, нели рейтингот, нели благ фаворит може би е Бразил. Србија никако не може да исклучите. Камерун, поготово за Швајцарија Одлично кога игра. заврши у квалификациите пред Италија, пред нели европскиот актуелен првак, доволно само по себе доволно говори за нивниот квалитет. Претходниот шампион Португалија му недостасува светска титула на оваа генерација, која што Роналдо ја посакува неизмерно, може би најмногу од се во животот во моментов, заедно со Гана, со Уругвај, уште една страшна фудбалска земја, и Јужна Кореја. Корејците имаа некој блицкриг кога се играше таму, Да. кај нив, шампионатот 2002-та, меѓутоа од тогаш наваму се аутсайдери, е сега дали тука има некаков потенцијал за изненадување? Мислам дека не, но што се однесува до Португалија, мислам дека играчки, индивидуални, може би у најквалитетните три репрезентации се во светот. Од прва рака го И кажувате. играчки, затоа што начин на кој што играат, клубовите каде што играат и перформансот нивни во клубовите ми дава за право така да кажам, но пак ја повторам, многу ми е криво. Што не ја пројдевме и таа пречка, но подобри се. Да резимираме. Македонија е виновна што ова нема да биде најкомплетното и најсилното светско првенство досега. Според имињата. Според имињата. Недостасува Италија. Би рекле, предстои една страшна голема фудбалска војна. Може ли да се повтори Русија? Германија испадна во групната фаза. Шпанија, Португалија, Аргентина во осми на финалето. Бразил испадна во четврт финалето. Кои се според вас Мислам дека сега не може. фаворитите? Нема да се случи тоа? Мислам дека не, затоа што апропо нашиот разговор, нели, за темпирање на формата, моменталната надпреварачка форма на играчите и на клубовите каде што играат, мислам дека репрезентациите што ги споменате сега се составени од најдобрите играчи во Европа во моментов и во светот. И мислам дека кои се наоѓаат во поголем дел од нив во врвна надпреварачка форма, мислам дека тешко дека ќе ни се повтори Русија. За да имаме толку изненадување во раната фаза на
Почна да се прават анкети, ранг листи на фаворитска улога. Малце можеме околу тоа. Не знам дали ја прочитав анкетата на Guardian, познатиот англиски вестник. Ваква е неговата прогноза. Прв Бразил, втора Аргентина, трета Шпанија. Франција дури на 7-то место. Според мене Шпанија не е ни, не знам, топ 5 фаворити. Се слагам. За мене. Со толку млади Мислам дека играчи, со толку нови... Сето тоа си сака некој процес од ваков тип на превари да ги имат во своите нозе, овие млади да имат млада репрезентација, тоа нас сега не се случува да се надоврзам дека сме во процес на освежување на таа репрезентација и тој процес не можете да го прескокнете, него тие надпревари квалификацијски или вакви од светско првенство мора тие млади играчи да ги поминат, да ги осетат, да ги одиграат, па после да барате нешто од нив. Затоа Шпанија според мене не е у топ 5 фаворитите, но Бразил не може да го исклучи никако, Аргентина никако, Германија секако дека не, Франција за мене пак е тука, Белгија може би од некоја сенка. Тоа е тоа. Не знам Златна Копачка што вели околу тој редослед, дали има свој редослед, ама англиските облажувалници во Англија смета дека финалето ќе биде Бразил-Франција, а дека Англија ќе испадне во четвртфинале. Па не знам, јас сум за Бразил, Франција. Гладни се бразилците за реванш од 98-та и можеби најболниот пораз во нивната, добро, полуфиналето на домашен терен од Германија, меѓутоа сепак тоа беше полуфинале. Да, 1-7 заврши полуфиналето. 1-7 беше полуфиналето. 1-7 беше 1-7 полуфиналето, беше. го работевме со Дарко Панчев. Да. И само што седнавме да коментираме, Дарко на еден лист хартија ми пишува Бразил, Германија 1-3. Златната Копачка. Добра прогноза на Златната Копачка. Пред да заврши од предот, викам Дарко не беше добар прогнозер, 1-7 заврши. Нешто се мисля до таа прогноза, јас сум зашто сакам да ги гледам и Бразил и Франција. 3-0 изгубија во Париз, мислам тоа беше еден силен нокаут за бразилскиот фудбал тогаш, иако се вратија после 4 години. Не се допаѓа, така да. Океј, со таа прогноза, да. Одиме на нашите дописници. Ќе го побараме Загреб. Ало Загреб. Ало Скопје. Добар ден, дали е тоа гласот на мојот драг долгогодишен колега Божо Сушец? Добар ден, Златко, добар ден на сите ваши гледатели во Македонија. Многу ми е мило да се видиме макар вакав преку Skype. Ова е емисија посветена на светското првенство во фудбал. Не знам дали имаш некаков ангажман врзан за светското првенство, но во секој случај имам информации дека си во добра работна кондиција. Па во добра работна кондиција сум работам на комерцијална телевизија, на Арена Спорт, и вие имате во Македонија, нели, тие каналите на Арена Спорт, може да ги гледате, имате ваша верзија, македонска веројатно. Ние имаме тука на 10 канала, сме работам фудбал, ракомет, атлетика, повеќе работам колку порано кога бев на таа државна телевизија, да кажем. Верувам дека светското првенство го доживуваш како што си го доживувал некогаш кога работеше во телевизија Загреб, односно ХТВ. Не, сосема различно го доживувам, зашто кога работев на ХТВ бев како коментатор на сите светски првенства последни што беа пред да одам во пензија, а сега е друго, сега целиот проект е на хрватска телевизија. А јас не сум таму, пред тоа нема да коментирам, кај уживам, да гледам од дома и ќе пратам веројатно понекој пат ќе бидам гост во емисија и друга позиција.
Верувам дека вжештувањето во Хрватска се повеќе се зголемува како што се ближи почетокот на светското првенство, особено по последните резултати на коцкестите во Лигата на нации, кога направи добри резултати што внесуваат уште поголема самодоверба. Треба да се брани вице-шампионската титула од Русија. Добре, сега кажете, вие двајца, ако положив овој првиот дел испит на македонскиот јазик, може ли да помине да зборам? Полесно ми е хрватски да зборувам. Слободно. Зашто не сум во тренинг за македонски? Слободно. Slobodno. Da, pa naravno, diže se tenzije, raste to iščekivanje u Hrvatskoj. Sad je objavljen jedan širi popis igrača koji su kandidati za svjetsko prvenstvo. Rasprave se o tome, imamo još nekoliko problema, nekoliko otvorenih mjesta koje ne znamo kako će Zlatko Dalić to riješiti, ali je dobra atmosfera. Imamo odličnu obranu, stvarno imamo nekako mladih stopera izvanrednih, među kojima možda vama najpoznatiji Joško Gvardiol, koji je sad bio među 5 najboljih mladih igrača na svijetu proglašen. Imamo tog malog Gerlića, Šutala, iskusnog Lovrena, nažalost sam se povredio pred 2-3 dana Vida, tako da Zlatko Dalić ima one ugodne glavobolje, da ima puno kandidata za tih 11 mjesta, ali mislim da je 9 mjesta da su popunjene kompletno, a da se ne zna ko će igrati tu špicu. U špici imamo jedno 4-5 kandidata, šta će se izabrati, da li će točno tako vidjeti, i taj desni prednji je otvoren. Božo, ja sam malo mlađi, puno mlađi kolega, sportski novinar, i pokušat ću, zato što ste vi govorili na makedonskom, ja ću malo pokušat na hrvatskom. Zanima me što kod vas bude reći bijelo-crvena polja Hrvatska na dresu Sjete me da ja volim te. Igrajte za nju, našu voljenu. Nek jače kuca to, srce vatreno. Bravo, Petrica iz hrvatskog, iz poezije, fina pjesmica. A da, Hrvatska je i postigla taj uspjeh u Rusiji na jednom probuženom rodoljublju, domovina, Hrvatska konačno suverena, prava, samostalna, i to je ujedinilo sve te snage i složila se jedna dobra generacija. I naravno, znate vi da u nogometu treba imati puno pomoći boginje sreće, i to smo imali, jer par puta smo prolazili na penale, na primjer, to je uvijek lutrija, ne znaš ko će biti bolji, i tako smo došli od tih uspjeha. Međutim, sad je to vrijeme prošlo. Sad samo dolazi do izražaja rad i kvaliteta. A mislim da sad imamo tu kvalitetu, da imamo možda jedan od najboljih veznih redova na svijetu. Vas dvojica ste sportski novinari, komentatori, pa dobro znate da takvu trojku malo koju ima u sredini, dakle Luka Modrić, Kovačić iz Chelsea i Marcelo Brozović iz Intera, super vezna linija, fenomenalna. Jedino je opasno što sa dva od ta trojice, dakle Modrić i Brozović, su apsolutno nezamjenjivi. I sad sa nestrpljenjem očekujemo da Brozović zaigra, sad bi trebao sljedeće nedelje igrati prve utakmice posle ozljede, da se vrati, jer bez Luke ili bez Marcela Hrvatska nije ni blizu toj kvaliteti i tom vrhu koji je potreban za uspjehe na svjetskom prvenstvu. Марoko, Канада, Белгија е групата во која што се наоѓа Хрватска. Навидум е од подотворена вратата за нокаут фазата, но сето тоа изгледа само на хартија. Дали се чувствуваат некакви стапици, можност Хрватска некаде да киксира во тој групен дел од светското првенство? Pa nema tu kiksa. Ja mislim da blagi favoriti su, kad gledaš pozicije na svjetskoj ranglisti, su Belgija i Hrvatska u odnosu na Maroko i Kanadu. Ali baš sam slušao neki dan Roberta Martineza, selektora belgijske reprezentacije, koji govori o tomu i rekao da po njegovom mišljenju, po tom kako on to prati, da će Kanada biti možda jedno od najvećih iznenađenja svjetskog prvenstva, da ima jednu jako dobru momčad, da su poletni,
posle dugo vremena dolaze na jedno veliko natjecanje, ne pamtim kad su uopće bili prije, i da se treba njih čuvati. Svi su rezultati moguće na svjetskom prvenstvu. Nema baš ono izrazitih favorita da ti sad kažeš proći ćemo. Biće rešeno u ta prva dva kola. Ne vjerujem da u trećem kolu će se rješavati to u utakmici Belgija-Hrvatska. Bilo bi nam super da Belgija i Hrvatska u tom trećem kolu kad igraju ta prva dva favorita su već prošla. Ali šta će biti, ne znam. Maroko je isto sad veliki upitnik kako će igrati Maroko, jer su promijenili trenera na koncu nakon svih natezanja je smenjen. Halil Hodžić, tako da je to vrlo neizvjesno i postoji još jedan faktor koji je od ogromne važnosti. A to je, spomenuo sam ga i prije, ko će doći sa više zdravih ljudi tamo, ko će imati manje ozlijeđenih, ko će imati manje izostanaka ovakvih ključnih igrača. Tako da ćemo tek 5-6 dana pred prvenstvo znati kakve su prave snage i odnose između tih reprezentacija. Misliš na Kalinić i na Vida? Pa dobro, to su dve pozicije koje su... Kalinić je bio praktično treći vratar, a po meni nije trebao biti ni treći, imamo bolje. Treći vratari hrvatski su Livaković kao prvi vratar, Ivušić kao odlični vratar i po meni najbolji vratar, i sad treći čovjek je mali Grbić koji brani odlično atletiku iz Madrida, iskoristio priliku kad se Oblak ozlijedio i branio nekog utakmica fenomenalno, dakle to nije nikakav problem. A Vida je praktično bio u tom rangiranju stopera, 4. i 5. stoper, ali Vida je više čovjek koji je jako potreban u reprezentaciji zbog atmosfere. On je Štimungmajstor koji okuplja oko sebe ljude, koji je pozitivan, koji daje jednu silnu energiju. Ватрени, или ние како што ги нарекуваме огнените, беа хит во Русија, предводени од неповторливата бивша председателка ваша Колинда Грабар-Китаровиќ. Може ли во Катар да се повтори тој спектакл што го создава хрватските навивачи? Pa ne moguće. Prvo nema Kolinde Grabar-Kitarović. Više nije sad kumo Zorana Milanovića. Ona je puno ljepša od njega. Vjerojatno ćete se složiti. Drugo, Katar je malo, ne znam da li je kilometarski puno dalje, ali je daleko je Katar, puno dalje nego Rusija. Skup je Katar, enormno skup, vjerojatno znate kakve su cijene, tako da neće biti tako puno hrvatskih navijača tamo, ali stvorit će se jedna atmosfera, ima ljudi koji imaju para, evo vidim da su sad na ovu utakmicu večeras na Dinamo Chelsea, da je otišlo preko 1000 Hrvata, iako je to utakmica gdje baš ne možemo se nadati neće veliko, ali Bože moj, možda Dinamo prođe, dobije Chelsea i takva čuda se događa. Може би фан зоните во Хрватска се подготвуваат да биде една убава замена за тоа што ќе се случува во Катар. Pa da, bit će sigurno fan zona, bit će zabave. Pa znate kako je za vreme svjetskog prvenstva u svim zemljama, kao što je i Makedonija. Jel mogu da govorim Makedonija ili moram Severna Makedonija? Nemojte samo severno, molim vas. Znači, Makedonija su slično u tomu koliko vole nogomet, koliko su ljudi vezani uz nogometne uspjehe, uz velike nogometne priredbe. Nažalost, vi ste napravili jednu veliku štetu Italiji, što ste izbacili Italiju, tamo je tuga, ja puno radim talijanske utakmice, znam koliko svaki čas počne kuknjava to, a niste do kraja završili posao. Niste onda pobjedili Portugal, da odete tamo pa da bude fešta kompletna. Ali evo to je kad si pitao Maroko, Kanada. Ko bi rekao da Makedonija će izbaciti Italiju? Italija nikad nije izgubila kvalifikacijsku utakmicu u svjetskom prvenstvu u Italiji. I dođe Makedonija i piju. Дали го подготви типот на денот? Типот на денот го подготвив и го пратив. Имате моја тој. Нисам послал адресу. Рекли се да победник добие македонско неко добро вино. Послушал адресу, пошаљите то вино. Бела вода се вика виното, бела вода се вика виното. Бела вода. Инаку тоа е локацијата од каде што е виногорието, Бела вода се вика, прекрасно вино, со над 90 поени според еден од најпознати светски енолози. Браво. Добро, Бела вода може да рекам само да не ми празите кисела вода, тоа име. Божо, благодарам, се надевам дека ќе можеме да те ангажираме
уште во некоја прилика за време на светското првенство да бидеш наш гласноговорник од Хрватска за тоа што ќе се случува за време на светското првенство. И ти пожелувам уште долга работа, долго време да работиш во една ваква кондиција како што си сега. Поканите ме пред полуфиналите кога ќе игра Хрватска, само не знаме против кога. Против Србија, можеби. Не знам дали е слушна прогнозата на Дејан Савичевиќ. Србија, ако ја мине групата, ќе стигне до полуфинале. Јавите се како требате, увек са ту. Благодарам Божо и уште еднаш се најубаво. Многу здравје и се најдобро. Бог. Поздрав вама и свим гледателите. Божидар Сушец е едно од најголемите имиња во спортското новинарство во поранешната голема државата која владееше во сите спортови, никако не успеа да завладее со фудбалот, меѓутоа ете Хрватска е најдобрата репрезентација по самостојувањето. Коцкастите, ватрени, огнени, како и да се нарекуваат, се гордоста на балканскиот фудбал, тоа мора да го признаеме. Не само затоа што играа полуфинале на последниот мондијал, туку затоа што консистентноста не им е непозната, размислуваат многу европски, светски, размислуваат многу трезвено, многу се приземјени кога играат фудбал и даваат константни силни генерации. Значи не е тоа да имаат играч кој што 20-30 години, нели, што е невозможно да игра во селекцијата, ќе настапува за дресот, туку за хрватскиот дрес, туку константно даваат нови и нови имиња кои не знае човек кој од кој е подобар. Какви им се шансите на мондијалот? Очигледно дека Хрватска, се сложам дека е гордоста на Балканот. Очигледно дека имаат систем на селектирање, систем на работа во младите категории, зборам репрезентативни, кои им даваат и tekako одлични резултати и никогаш немаат дисбаланс или големи падови или некоја дупка во меѓугенерацијски. Затоа не изгледа дека нон-стоп не изгледа, него тие се нон-стоп при врвот, нон-стоп играат квалитетни квалификации. Очигледно дека системот кој го имаат воспоставено дава одлични резултати. Што се однесе до репстацијата. Гледаме дека Динамо е учесник, Фабрика за фудбалери. Учесник секоја година, дали во групна фаза на Лига на шампиони, дали во Лига на Европа и игра одлично. И таму е исто системот на селекција и на не форсирање, него презентација на тие млади играчи секојаш константно и на врвно ниво. Без разлика кој е предводник, те се менуваат гарнитурите нели во Динамо, меѓутоа системот е воспоставен, без разлика дали е еден, друг, трет тренер, ние сме менливи, нели? Денеска сме, утре фабриката чади, произведува. Системот кој е воспоставен, системот кој дава резултати, не се менува. Дали вие или јас или некој друг ќе биде тренер, тоа е најмалку битно, важно системот функционира и на клубско и на репстативно ниво. Ало Белград, Скопје го повикува нашиот драг Звонко Михајловски овде. Звонко Михајловски. Здраво Звонко, добар ден. Добар ден. Јас ќе се извиним на почетку овој разговор, оти мој македонски не е добар, зборувам, ама со граматички грешки, тако да Во ред е, нема никаков проблем. Кажи ми како ги минуваш пензионерските денови? Тука со задоволство ги слушаме твоите коментари на светските првенства и зимските олимписки игри од хокеј над преварите. Да, сега работам хокеј на ТВ Арена. За помладите наши гледачи и слушатели, сакам кратко да те представам. Ти си македонец, твоите родители се македонци.
Твојот татко е народниот херој, генералот Кирил Михајловски Груица. Tako je, moj otac kako vojno lice beše na raspolaganje na armije i mi putovali smo po celoj Jugoslaviji i onda imao sam samo 4 godine kad sam otišao iz Makedonije i to je razlog što moj makedonski nije dobar. Околу татко ти, учевме во школа, дека тој бил еден од главните во проектот пренесување на моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје, нешто што е сега многу актуелно околу случувањата врзани со Бугарија. Тоа е точно, нели? Moj tatko beše tu u ta ekipa koja ta rabota završi. Да одиме сега на твојата спортска кариера. Ја почна како фудбалер. Но велат во љубовта нема граници, фатално се заљуби во хокејот и од фудбалот се прешалтува во хокеј на мраз, играше за Партизан, стана и југословенски репрезентативец. Tako je, igraš na 4 svetska prvenstva za Jugoslaviju. Јас паметам само две имиња кои што играле фудбал па се прешалтувале на хокеј. Тоа е Всеволд Михајлович Бобров од Советскиот сојуз. Bobrov, da, čuveni Bobrova. И вториот е Звонко Михајловски. Ali on beše i dobar fudbaler i dobar hokejaš. Igraše uporedno za dvete reprezentacije na Sovjetski savez. И даде 3 гола против Југославија во оној незаборавен надпревар на Олимписките игри во Тампере. 5-5. Na 5-5, da. Звонко, соработувавме долго низ новинарската кариера, бевме на големи настани. Кажи ми сега мундофоријата, како се чувствува во Србија? Се поблиску е почетокот на светското првенство, бидејќи ова е емисија посветена на мундијалот во Катар. Da, blizu smo mundijala, 20 dana do početka mundijala i do naše prve utakmice protiv Kameruna, prva utakmica protiv Brazila 24. novembra, 28. igramo protiv Kameruna, a 2. decembra sa Švajcarskom. To je naša grupa u kojoj naravno Brazil izraziti favorit. U ostalom, popularne karioke su 5 puta bile prvaci sveta, a plus toga oni su večiti favoriti u njihovoj zemlji. Ništa se ne računa osim titul šampiona i trenutno su najbolje rangirana reprezentacija na FIFA rang listi, a zanimljivo da su južnoameričke kvalifikacije prošli bez jednog izgubljenog meča i gol razlikom 40-5. Prema tome, taj trio Neymar, Rafinha, Vinicius biće najveće opasnosti za našu reprezentaciju na prvoj utakmici. Звонко, дали оваа група те асоцира на Русија 2018-та? Бразил и Швајцарија беа заедно со Србија. Da. И на Брих, германскиот судија. Tako je. Ostali su nam dužnici ovi Švajcarci, pogotovo ovi njihovi reprezentativci, da ih nazovem njihovi Granit Xhaka i Xherdan Shaqiri, mada oni imaju u svom timu jednog iskusnog golmana Zamera koji brani za Borussiju iz Mönchengladbacha i imaju dobrog napadača Monaka, Embolo se zove, Brit Embolo i tako. Znači, Švajcarci su nam dužnici, moramo da im se revanširamo sada i mislim da hoćemo. Zvonko, da li ste bili ozbiljni kad ste pevali Dajte Brazil da se igramo? Nisam razumeo pitanje. Kad su srpski reprezentativci pevali Dajte Brazil da se igramo, posle pobede u Portugalu, da li su bili ozbiljni? Posle pobede, sjajne pobede u Portugalu, kada je Mitrović postigao taj pobedonosni gol koji nas je odveo na svetsko prvenstvo i to je bilo oduševljenje u slačionici. Eto, taj Mitrović koji je debitovao u reprezentaciji sa
19 godina i sada već nakupio 76 utakmica za državni tim i postigao impresivnih 50 golova, tako da je oborio mnoge rekorde, a osim toga znamo da je i prošle godine u Engleskoj u Championshipu postigao 43 gola. Znači to je naša glavna udarna snaga uz Dušana Vlahovića, ali nažalost glavni golgeteri Srbiji u ovom momentu, nadam se da ćete brzo oporaviti, su povređeni. Dušan Vlahović možda teže, ozbiljnije, on ima povređen primicač, to je zaradio igrajući za Juventus u Ligi šampiona protiv Benfike, tako da je sada to sve malo neizvesno kad će se oporaviti. A i vuče i Aleksandar Mitrović neku povredu zgloba, to je zaradio na utakmici Fulham Newcastle i na toj utakmici on izašao u 36. minutu, tako da i on je inače naš reprezentativac od 2013. i on je malo pod znakom pitanja i bila bi zaista velika šteta da na mundijalu sada u Kataru naš tim, odnosno reprezentacija Srbije ne bude u najboljem, najjačem sastavu sa svojim najboljim špic igračima. Пикси Стојковиќ на чело на репрезентацијата ми се чини дека направи одлична работа, особено во квалификациите за светското првенство и во Лигата на нации. Но се уште не сака да... U ime našeg fudbala, reprezentativac Jugoslavije, a kasnije vrlo uspešan trener, stekao je kultni status u Japanu i Kini kao trener Nagoje, kome je doneo prvu titulu u istoriji. On je u martu prošle godine postao selektor Srbije i odmah uspeo da se kvalifikujemo na prvo veliko međunarodno takmičenje, a potom i na UEFA ligi nacija obezbedio plasman u elitnu A grupu. On je zaista veliki znalac, ne treba trošiti reči, a mi koji dugo pratimo fudbal, evo Zlatko ja već 120 godina, on je takav trener da može da oseti svakog igrača, odnosno šta će i gde će pružiti najviše na određenom mestu u timu. I on je napravio tu jednu kompoziciju tima i eto sada igramo zaista jedan dobar, modern i što je najvažnije efikasan fudbal. Звонко, младите генерации мислат дека фудбалот се игра откако постои Facebook. Ние малку повозрасните и вие малку повеќе повозрасните знаете дека фудбалот се игра многу подолго од тоа, од социјалните мрежи. Дали токму Драган Стојковиќ Пикси, кој беше виртуоз со топката и своевремено најскапиот фудбалер на светот при трансферот од Звезда во Олимпик Марсеј, дали токму Пикси е движечката сила на српскиот фудбал, без разлика што дали и ќе отсуствуваат некои имиња, токму Пикси е оној кој што ја сложува Рубиковата коцка и Пикси ги носи резултатите на српската репрезентација. Pa ovo vaše pitanje baš bilo dugačko, nikad nisam dobio duže pitanje. Pa znate kako je s novinarima, mislim sad, ja sam i pitao i odgovorio i sad opet pitam. Pa ja na ovo vaše pitanje mogu samo da kažem da, jer ste vi već odgovorili. Tako je. Не знам дали ја слушна прогнозата на Дејан Савичевиќ, Србија ако ја мине групата, ќе игра во полуфинале на светското првенство. Дали е тоа реално? Дали се тоа очекувањата на српската јавност? Optimistički, realno je zaista da prođemo ovu grupu, jer mislim da smo Brazil i Srbija favoriti u ovoj grupi G, da Švajcarska ima manje šanse, a pogotovo u četvrti tim, to je Kamerun, on ne verujem da može da se umeša u ovom momentu, mada su Kamerunci, treba podsjetiti, najuspešnija reprezentacija s afričkog kontinenta, što se tiče naravno nastupa na mundijalu. Oni su ukupno 7 puta se kvalifikovali za ovu najveću smotru fudbala, također su i prva afrička reprezentacija koja je stigla do četvrtfinala svetskog prvenstva. Još uvijek se pamti one dramatične kvalifikacije golom u posljednjem trenutku meča sa Alžirom. Tako da su oni outsideri u grupi G, ali nisu bezopasni. Zvezda njihovog tima je Erik Maksim Šupo, on igra za Bayern i zaista je dugo već
u reprezentaciji, on je kapiten Kameruna, čini mi se već 12 godina i zaista je iskusan, a predvodi ih zanimljivo, njihov selektor je sada Rigobert Song, bivši igrač i legenda Kameruna, i on je dobio da bude selektor i to mu je, zamislite, prvi trenerski posao u životu, ali eto, on je legenda Kameruna i zato je to tako. Uspeo je da napravi dobar tim, to se videlo u mečevima u baražu i uspeo da izbori plasman na mundijal. Ajmo sad jedno kraće pitanje. Zvonko, jedno najkratko prašanje. Koja je selekcijata što ne sakate da vi zastane na patot do, ajde da kažeme, finaleto na svetskото prvenstvo? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja verujem da ćemo mi doći do polufinala. Slažem se sa ovim prognozama optimističkim, da bi mogli, naravno, da prođemo četvrtfinale, da budemo u polufinalu, a onda da razmišljamo koji su mogući protivnice. U svakom slučaju, kogod bude od ta zadnja 4, neće biti lako. Verovatno će tu biti Brazil, može tu da bude lako i Nemačka i Argentina, pa možda i Francuska koja brani titulu svetskog prvaka. Oni su, podsjetimo se, pre 4 godine pobedili Hrvatsku sa 4-2, bilo je to u Moskvi. A komšije? Komšije, pa vidjet ćemo, komšije oni su zvanični vice šampioni sveta i oni su tim koji zaista zna da iznenadi. Imaju i oni jako dobre fudbalere i imaju neku timsku igru, znaju da igraju na rezultat. Vidjet ćemo dokle će oni dogurati. Сега за тикетот за ова емисија, вашите типови. Знаете дека победникот добива едно многу квалитетно македонско вино кое се вика Бела вода. Интересно е бело или црвено вино? Црвено е, а бела вода е виногорието каде што се прави виното. Dobro, ako me pitate koje volim više, belo ili crveno, moj odgovor je da. Да, ваше одговор, да. Добијате и бело и црвено. Идемо сад са тикетом Челси, Арсенал. Pa tu je Kec, verovatno. Добро. Астон Вила, Манчестер Юнайтед. Dvojka. Али ако одговорите тачан резултат, добијате 5 бодова, а ако погодите исход, добијате 2. Kad bi bio takav stručnjak, ja ne bi izlazio iz kladionice, znate. Добро, онда идемо Тотенхем, Ливерпул. Dvojka. Рома, Лацио. Ajde da stavimo X. Јувентус, Интер. Isto X. Бајер Леверкузен, Унион Берлин. Kec. И Рајо Ваљекано, Реал Мадрид. Dvojka. Звонко, ти благодариме за учеството во емисијата. Ти пожелуваме се најдобро. Беше задоволство да те слушаме. Obavezno, hvala na pozivu. Слушнавме Звонко Михајловски, многу трезвено, објективно, помалку навивачки и сосема нормално е во овој период кога Србија на чело со Драган Стојковиќ, мислам дека направи еден голем исчекор и со настапите во квалификациите што успеа директно да се пласира на светското првенство и со мечевите во Лига на нации, а мислам дека импонира и составот што го имаат во моментов фудбалери кои што играат на највисоко ниво со многу успех. Што се однесува до составот е тој. Бил и пред и е сега. Но очигледно дека мојот колега го донесе тоа неопходното во тимот, во селекцијата на Србија, тоа што им требаше некоја хемија да се створи меѓу нив, секако дека смени и мислам дека и системот на игра и функционалноста како тим и како индивидуалци во тимот и тоа им донесе резултат. Значи тука можеме да видиме баш
работата и раката на селекторот на Србија, кој прави извънредна работа да завршите први у група покрај Португалија, не е мала работа и тоа е уште еден доказ за квалитетот на неговата работа и на целиот негов тим, вклучувајќи и фудбалерите тука. Добро, како еден звездаш на друг, кои што зборуваат за трет Пикси. Не е тоа рецепт, тоа е магија. Значи, тоа е како поранешен фудбалер за кого нема тајни во фудбалот, станува тренер, за кого повторно нема тајни во фудбалот, и како од една психолошки подпросечна репрезентација создава фудбалска нација. Рецепт нема. Да не ги навредиме соседите, Србија е фудбалска земја, меѓутоа сега е и фудбалска нација. Да расчистиме. Рецепт нема. Секој во нас, во себе, се носи некои своји идеи, своја филозофија, секој си има свој карактер посебен. Сето тоа е потребно за да се дојде до нешто такво како што дојде нели во Србија. Мислам дека тука не е системот на работа како што е случај во Хрватска, него тука има други квалитети, друг тип на функционирање, друг тип на создавање на тим кој би носел успеси и понатака. И мислам дека имаме различни начини на доаѓање до ова што го постигна и двете репрезентации, што е за секој почит и за едните и за другите. И се надевам дека еден ден и ние ќе го достигнеме тоа ниво. Не можеме да се споредуваме со нив, затоа што сме многу помала нација, многу помал имаме помал избор на квалитет, што е нормално, природно, но и ние работиме квалитетно, така да не се даваме. Не се сомневаме, само го чекаме денот. Не се даваме. Светското фудбалско првенство секогаш бил еден страшен магнет за навивачите, еден полигон за нивните лудори, за испади, за хулиганство, за тепачки. Меѓутоа полека како што се одвиваат работите, тоа се повеќе некако стивнува. Во Русија речиси и да немаше инцидентни ситуации, за разлика од некои претходни светски првенства во Европа, например во Франција 98-та, во Германија 2006-та, кога имаше договарања за пресметки, за разноразни инциденти. Мислам дека Катар ќе биде во тој поглед практично без никаков инцидент, знаејќи ги нивните закони и превземени мерки до овој момент тоа да се елиминира уште во корен. Јас го делам исто вашето мислење и мислам дека ова ќе биде едно од најбезбедните, најмирните, најспортските денови на едно светско првенство. Прво, алкохолот ќе биде сведен на многу малку, или канализиран и контролиран, како да кажем. Посебни песочни парцели каде што ќе може да се пие и има посебни делови каде што сите оние кои што ќе имаат многу малигани во себе ќе бидат на трезнење ставени. Затоа велам контролиран. Првиот што ќе изгори ќе биде предупредување за сите понеже. Англија и Велс имаат еден сличен пристап во однос на фудбалските хулигани. Околу 1300 имаат на список кои ќе бидат непожелни во Катар и до 14 октомври требаше да ги предадат пасошите како не би се дрзнале да одат во Катар. Се ги контролираат сами. Тие се регистрирани и законите англиски велат кој нема да го предаде пасошот, а реши да оди во Катар, може да ризикува 6-месечна казна затвор и парична казна неограничена. Неограничена свота на
на фунти, а тоа значи и до милион фунти. Добро, значи го нашле И начинот тоа е, и... да. Да, се сеќаваме и во Македонија првиот голем надпревар со англиската репрезентација, обезбедувањето беше на екстремно високо ниво, тоа беше побарано од англиските фудбалски власти, кои што доаѓаа претходно во скаутинг да видат каде да се постават бариери, како да се движи масата, каков да биде протокот на луѓето, кои се тие проблематични луѓе, кои се тие кои што би создале некакви инциденти и од прва рака видовме дека еден таков пристап е возможен, а сето тоа се во Англија се случува по оние големи трагедии и несреќи што ги предизвикува навивачите на стадионите ширум Европа и секако што ги предизвикува инцидентите кои ги предизвикува на свое тло. Ке чуеме, ке видиме како англичаните мислат и што мислат за ова светско првенство, што очекуваат и каква е таму атмосферата. Ало Лондон, повикот Калински до лулката на фудбалот, Англија, Велика Британија, дали е тоа гласот на Жанета Скерлев? Да. Добар ден. Слушаме. Тоа е нашата македонска примадона во Обединетото кралство. Жанета, како си? Добро сум, Лондон Колинг, еве, чекам сонце, да престане дождот, да изгрее сонце и малку да прошетам, да видам што има, што нема низ Вимблдон и низ Лондон и да видам каква е атмосферата сега пред фудбалското првенство, да се одмориме малку од сите политички случувања овде и да се... Да, тоа сакав да прашам... Други поубави работи. Тоа сакав да прашам, дали се зборува за фудбалот со оглед на тоа дека добивте нов суверен, се менуваат премиерите многу често, ви се зголемуваат цените, а и времето ви е променливо? Па да бидам искрена, кога ми се јавивте вие од Скопје, многу се израдував, заради тоа што ми беше малку смачено од сето ова што се случуваше тука. Имавме уште малку ке ставиме ротирачка врата на Даунинг Стрит 10, бидејќи ни се менува 5 премиери во 6 месеци. Цените одат нагоре, каматните стапки одат нагоре. Се ќе се заборави на 20 ноември, кога ќе почне светското првенство. И тоа е месец на фудбалот, кога се е во втор план, а фудбалската топка е во мислите на сите. Жанета, сакав да те прашам. Не би сакал да сум во кожата на Герет Саутгейт денеска на 2 недели до почетокот на светското првенство со оглед на последните резултати што ги имаше англиската репрезентација во Лигата на нации. Испадна од првата лига, отиде во втора лига, во Лигата на нации. Оние порази од Унгарија се веројатно болни. Како сето тоа се коментира во англиската јавност? Па тука велат дека ако, не дај Боже, не поминеме во втората фаза, дека нема никој да му побара оставка на Гарет, туку вратата му е отворена и сам ќе си излезе низ неа. Тоа беше највака оригиналното што го прочитав. Најмногу ќе бидат разочарани, да бидам искрена, оние околу 4000 навивачи кои купија билети и кои дадоа многу пари да одат во Катар и да ги гледаат надпреварите во живо. Еден сигурно ве интересира колку се тоа многу пари. Баш ми јас сакавме да одиме и кога видовме колку е тоа, па си рековме за тие пари кредит за стан може да одигнеме. Некаде околу 20.000 фунти е просечната цена за патување
аранжман за одење во Катар, што навивачите тука се тешат дека не е толку скапо. Оние од Бразил, например, 26.000 фунти ги чини. Може би, Жанета, не е лошо со вкупната сума што ќе се плати за да се биде дел од еден надпревар на светското првенство, односно од групната фаза или дај Боже Англија да продолжи понатаму. Меѓутоа, како англичаните ќе издржат без пиво во Катар или Тоа е многу интересно прашање, бидејќи тоа е нешто што не само англиски навивач, фудбалски навивач и алкохол, некако тоа оди заедно, но со англиските навивачи тоа изгледа дека е составен дел. Веќе предупредуваат во Катар живеат околу 22.000 британци, англичани кои привремено или стално, меѓутоа живеат таму, па овие тамошните, на тукашните им даваат совети дека ќе треба многу да внимаваат, бидејќи казните, алкохолот е исклучително скап во Катар и се служи само по хотели, и каде што е неверојатно скап, еве им кажуваат дека за една пинта или за шишенце пиво треба да платат 13 фунти, а ако не дај Боже ги фатат по улица да се влечкаат малку или малку повеќе поднапиени, казната која полицијата за ред, морал и така натаму во Катар ќе ги казни 693 фунти. Дали англиските пабови ќе бидат замена за оние што не можат да одат во Катар? Се подготвуваат ли такви фан зони? Се подготвуваат ли специјално пабовите за овој месец на фудбалот? Се подготвуваат и тоа прилично, се подготвуваат и британците и тоа прилично. Фан зони ќе има, мислам дека секој паб во Лондон ќе биде фан зона. Ќе има и на поголемите плоштади, ќе има и големи екрани, ќе има, мислам дека дури и велат дека подобро ќе поминат оние кои ќе останат во Лондон и во Велика Британија, фудбалските навивачи, отколку оние кои ќе бидат во Катар, бидејќи телевизиските права во Катар една компанија ги има, така што хотелите таму не се баш многу расположени да ги откупат правата. Се подготвуваат англичаните и дома да гледаат, и со друштвенце, и со пивце. Бројот на продадени телевизори во Велика Британија од ден на ден се зголемува. Најголемите се најпродавани, и кои чинат по неколку илјади фунти, така што оние што не можеа да платат 20.000 фунти да одат во Катар да го гледаат фудбалот, може да платат 1.000-2.000 фунти да гледаат телевизија дома. Бидејќи гостин ни е селекторот на македонската репрезентација, Благоја Милевски, накусу сакам да те прашам за, знаете, групата за квалификационата група за Европското првенство во 2024 година, жребката сакаше Англија и Македонија да бидат во иста група. Какви беа коментарите? Дали англичаните се сеќаваат дека Македонија два пати гостуваше и два пати непоразена си дојде дома? 2-2 беше на Сент Мерис во Саутемптон, потоа 0-0 на Олд Трафорд. Се сеќаваат, мислам, ако тие не се сеќаваат, ние се трудиме да ги подсетиме секогаш. Јас бев во Саутхемптон на тој меч кој оконча кариерата на Симан, па сега рекламира грејни тела по британските телевизии. Мислам дека кога ќе дојде време за надпреварот со Македонија, дека ќе си вратат фудбалските новинари назад, ќе ги вратат сликите и ќе кажат што кој е историјатот на средбите помеѓу двете репрезентации. И италијанците.
И италијанците, да не забораваме. Мала дигресија, Жанета, она со Симан беше затоа што вие сте навивач на Арсенал или на Челси? Челси или Челси? На Арсенал со годишна карта, не со годишна предплата, меѓутоа со членска книжка. Хари Кейн, капитенот на англиската репрезентација, на капитенската трака, ќе го носи надписот One Love. Една љубов во знак на поддршка на сите за сите овие категории кои што се чувствуваат дека се дискриминирани на некој начин. Точно така, и ова е големо прашање во Англија. Многу се дебатираше за ова, Human Rights Watch го критикуваше дури и Гарет Саутгейт, кој кога се врати од Катар да види какви се состојбите со стадионите, со терените таму, рече дека тој се сретнал со некои од работниците кои биле таму и сите рекле: ние сме многу среќни тука и многу задоволни и нема тука никакви кршења на човекови права, што мислам да бидеме искрени сега, тоа е. Не треба да се меша во политика, нека си ја брка работата и онака не му оди баш најдобро во последно време. Што ќе се случи на дербито Челси-Арсенал во твојот тип на денот? Кажав, нема, мислам, јас секогаш прво не играм спортска заради тоа што секогаш одам со срце, никогаш не одам со разум. Јас типував 1-3, ајде да им дадам на Челси 1, заради тоа што не знам од кога им отиде Роман Абрамович, решија да покаже некој пинаетка. Ете, можеме ние и се добро, не се лош тим, па добро, некој мора да навива и за Челси, како да кажам. Кога дојдов во Лондон, генерацијата на Арсенал беше начело со Тиери Анри, игра феноменален фудбал и не знам. Но Венгер не можеше никогаш добро, можеше понекогаш со Алекс Фергусон. Можеше понекогаш и плюс тоа еднаш кога ќе засакате некој клуб, тоа е, не знам, тоа и во добро и во лошо. Сакам да ти биде убаво и натаму да уживаш во светското првенство, а те очекуваме со се срце кога ќе дојдеш во Скопје да ни бидеш гостинка. Фала многу, поздрав, драго ми е што фина екипа сте собрале таму и напред. Благодарим. Чао. Чао. За да не биде толку сериозна оваа емисија, направивме една мала забавна игра, типување на резултати. Типуваме заедно со Златна Копачка, Бранко, јас и нашите новинарски гости. За вас, драги гледачи, подготвивме тикет на денот со точни резултати, а вие одиграјте ги со онаа игра која вас ќе ви донесе најголем коефициент. Јас велам вака: Челси Арсенал 1-2, Астон Вила Манчестер Юнајтед 1-2, Тотенхем Ливерпул 1-1, Рома Лацио 2-1, Јувентус Интер 1-1, Леверкузен Унион Берлин 1-1 и Рајо Ваљекано Реал Мадрид 0-2. Кодот за овој тикет можете да го најдете во описот на емисијата. Потребен е поен за победа. Прв сервис. Кейн, сет, меч. Победа! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна Копачка. До сега се продадени безмалку 3 милиони влезни билети и интересно е, според податоците, најмногу влезници се продадени нормално во Катар, во Соединените Американски држави и во Саудиска Арабија. Во тој поглед европјаните каскаат.
Не знам зошто е тоа така, може Веројатно заради високите цени, заради неможноста да се консумира алкохол, да се биде така слободен во целата таа комуникација, во изразувањето веројатно или начин на изразување. Или начинот на интерпретација на нештата. Да. Не знам, стварно не знам зашто е тоа така, но мислам дека може има голема улога и високите цени на аранжманите и на сето она што треба да се обезбеди тамо пред и после надпреварот. Исто и конекциите не се баш приступачни, мислам за летање, за патување тамо и тоа си има свој удел. Не знам, се надевам дека ќе се подобри тоа. Очекуваат 1 милион посетители на светското првенство и за тоа се превземени посебни мерки. Државниот сектор ќе работи со скратено работно време, освен здравствените и безбедносните установи, децата со скратено работно време на училишта, за да не се создаваат многу гужви. 80% од државниот сектор до почетокот на светското првенство ќе работи од дома, онлайн. И сега не знам да знаете. А децата ќе бидат од 17 ноември до 22 декември на распуст. И секојдневно, барем у Емиратите, државната администрација работи од 9 до 1, од 9 до 13 часот, тоа е работното време, така да нема многу да има поместувања во тој аспект. Добро, кој не бил на Блискиот исток не знае. Блискиот исток е една планета на планетава. Значи тоа е посебна форма на организираност и на начин на, споменав, интерпретација на животот. Таму се живее многу поинаку. Се гледа тоа и по секојдневните прошетки по улиците, и по однесувањето во местата каде што се собираат луѓето, и по се. Што би се рекло, сите овие мерки, се тоа што се случува, би го свеле на тоа е фудбалот. Само фудбалот може да направи вакво нешто. Му благодариме на Благоја Милевски за гостувањето во оваа емисија, а ние останува да работиме на следната емисија. Вам, драги гледачи, ви благодариме на вниманието со кое што ќе наследите.